Основното училиште Никола Карев од Кочани со неколку активности се вклучи во одбележувањето на 21 февруари меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Најпрво учениците од еленска настава се надпреваруваа во краснопис, а потоа продолжија со рецитирање стихови од македонски поети. Денес и ние како училиште се приклучуваме кон одбележувањето на денот на мајчиниот јазик со две активности. Надпреварување во убаво пишување, краснопис за учениците од 4 и 5 одделение и рецитирање на поезија од македонски автори од учениците од предметна настава. Бидејќи живееме во време кога компјутерската технологија доминира речиси во секој сегмент на животот на луѓето, а посебно кај децата се забележува се послаба развиеност во моториката, која се рефлектира и во пишувањето, преку овој надпревар кој планираме да го вметнеме и како задолжителна активност во нашето училиште, сакаме да ги мотивираме учениците за краснопис, односно да ја разбудиме желбата за правилното и убавото пишување. Учениците од 4 одделение ќе ја препишуваат песната Родниот јазик од Видое Подгорец, а учениците од 5 одделение ќе ја препишуваат приказната за јазикот. Ќе бидат доделени прва, втора и трета награда во двете категории. Покрај рецитирањето на песни од Блаже Коневски, Петре М. Андреевски, Неџати Зекири Анте Поповски, како и цитати од Крсте Петков Мисвирков, со своја творба ќе ни се представи и роднокрајната авторка Нахида Дурмишова, со песна на ромски јазик, препеана и на македонски јазик. Денешното одбележување ќе го завршиме со пораката на Блаже Коневски, која воедно ја испраќам и како честитка по повод денот на мајчиниот јазик. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме, јазикот наш македонски, ќе можеме да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик, се одбележува и во останатите основни училишта во општината преку разни активности, литературни читања и надпреварувања.